14 месеци откако на социјалните мрежи напиша дека заминал во приватна посета на Косово, поранешниот вице-премиер Артан Груби изутринава беше уапсен на граничниот премин Блаце. Иако првично сместен во затворот во Шуто Оризари, Груби беше однесен на распит во обвинителството, каде што се наоѓа и во моментов. А таму и Игор Манасиевски, во живо го имаме во вестите. Игор, еве пред неколку часа почна распитот, трае ли уште или пак заврши во меѓувреме? Така, Борче, распитот веќе околу 5 часа трае во јавното обвинителство овде во Скопје и се уште нема најави, барем официјални, до кога би траело. Ние сме тука, ќе следиме. Инаку, после 14 месеци, како што спомна и ти, утрово во 6 часот е приведен на граничниот премин Блаце, пошто бил однесен некаде околу 9:20 во затворот во Шуто Оризари, што е затворот Скопје во Шуто Оризари, бидејќи ефективна била мерката притвор која претходно била донесена и која што практично од денеска почнува да тече. Некаде околу 12 часот е донесен во јавното обвинителство тука и се уште трае тука распитот за тоа по кое дело ќе се сомничи, инаку тој се сомничи за дело проневера во служба во државна лотарија, заедно со Перпарин Бајрами се осомничени за сторен криминал од 8 милиони евра преку набавка на ВЛТ апарати за коцкање. Како раководител на владината седница, Груби го одобрил барањето, иако знаел дека јавната набавка е незаконска, дека лотарија нема право самостојно да ги организира овие електронски игри на среќа. Инаку целиот процес, целиот ден, сите работи ги следеше Михајло Видимлиски денеска, тој ги има целиот пресек со сите информации, па предлагам да го погледнеме прилогот. По повеќе од една година во бегство, поранешниот прв вице-премиер Артан Груби утринава е уапсен на граничниот премин Блаце. Од видеото кој беше објавено на социјалните мрежи се гледа Груби кој носи јакна со качулка на главата и очила за сонце, како со насмевка им ги подава рацете на полициските службеници кои му ставаат лисици, пошто тој со црн шал си ги покрива дланките. Денеска во 6 часот и 10 минути на граничниот премин Блаце на влез во државата од слобода е лишен Артан Груби, кој беше баран со меѓународна потерница за истрага за сторено кривично дело. Груби е уапсен на истиот граничен премин со Косово, каде во средината на декември 2024, откако се најде на американската црна листа, пеш ја напушти земјава иако беше на стоп листа со активна мерка. Откако беше објавено дека ја напуштил земјава, тој на својот профил на социјалните мрежи тогаш излезе со објава дека заминал во приватна посета во Косово. Осомничен е во истрагата на Скопското обвинителство за проневера на околу 8 милиони евра во државна лотарија преку набавка на ВЛТ терминали и за него беше објавена меѓународна потерница. Од граничниот премин Блаце, Груби по апсењето беше спроведен во истражниот затвор во Шуто Оризари. Лицето Артан Груби е спроведено од страна на припадници на Министерството за внатрешни работи во нашата установа во 9 часот и 20 минути и истиот е сместен во притворското оделение. Вака првично гледано е во добра здравствена состојба, но истиот е во моментот препратен според нашите протоколи на доктор, каде што ќе се види неговата здравствена ситуација и ќе биде ставен, што се вели, во притворскиот дел. На Груби му е определен 30-дневен притвор во отсуство додека беше во бегство. Осомничен е за кривично дело проневера во службата, според обвинителството, како раководител на владина седница, одобрил барање на државна лотарија за јавна набавка на ВЛТ терминали, иако институцијата немала право самостојно да организира игри на среќа. Постапката против него започна по одлуката на Стејт департментот на САД да го стави на црната листа, поради сомнежи за вмешаност во коруптивни дејствија, поврзани со апелацијскиот судија Енвер Беџети и влијание врз предмети против поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков. Во случајот државна лотарија, осомничен и екс-директорот Перпарин Бајрами, кој се уште е во бегство. Така ги погледнавме сите детали поврзани со апсењето на Артан Груби. Остануваме ние да го следиме тука процесот кој се уште трае. Тој дава исказ во моментот во јавното обвинителство. Она што сега е клучно, кој што сите го чекаме, е дали неговата одбрана ќе побара ублажување на мерките. А ако побара ублажување, тоа ќе значи дека целиот процес уште вечерва се сели во кривичниот суд пред судијата таму ќе треба да одлучи дали ќе му одреди домашен притвор или ќе се врати назад во Шутка. Ние ќе следиме и ќе информираме во следното издание на вестите.